Повраќање и покачена температура. Со ваква клиничка слика дневно по 3 до 4 дечиња во една смена се примаат на детско оделение во Штипската болница. Цревните инфекции се невообичаени за овој период од годината, а за време на викендите или во вечерните часови се примаат и над 10 деца. Најчесто ваквите деца имаат симптоми на покачена температура, екстремно високи температури, некогаш и над 39, со дехидрираност, со нагон на повраќање или со обилни, чести повраќања кои ги изнемоштуваат дечињата, особено во првиот ден кога ќе се јават симптомите на болеста. Наредниот ден обично доаѓаат со проливасти столици, кои брзо поминуваат, кои исто често се јавуваат и тоа е таа опасност за појава од дехидрираност и интоксицираност кај тие деца. Бидејќи инфекцијата е вирусна, брзо поминува, за 2 до 3 дена состојбата на децата значително се подобрува, меѓутоа секогаш треба да се внимава на тој акутен период кога симптомите се исклучително тешки. Покрај невообичаените цревни инфекции, нежниот детски организам е подложен и на настинки. Педиатрите советуваат родителите да направат соодветен избор кога станува збор за гардеробата, која ја носат децата во текот на целиот ден. Во утринските часови температурите се пониски и децата да се малку потопло облечени, меѓутоа, како што гледаме, вака во текот на денот, температурите се повисоки, дечињата се активни и се препотуваат и во тој случај многу често доаѓаат до обични настинки кои не се тешки, лесно поминуваат, меѓутоа кои така речено се досадни, едноставно со течење на носе кој трае подолг временски период. Покрај правилниот избор на облека, родителите треба да внимаваат на исхраната и хигиената, а истовремено да се намали комуникацијата помеѓу болните и здрави деца.